Никогаш не сум имал апсолутно никакви симпатии за двоцевки, жбирови, продадени души, пребези, шпиуни. Па така немам симпатии ни за човеков. Мислам, иако сочувствувам со болката негова и на фамилијата околу труењето. Не мислам дека е редот да се отруе со овој Талин, значи Талинот као метал не е таличен за Литвиненко. Но како за неговите постапки немам апсолутно, не што немам оправдување, него апсолутно имам најлошо мислење. Сега да пребегаш, да издадеш тајни на своја држава, која те хранела, која те издигнала, тоа е без разлика дали се вика шпијунот со руско име или дали се вика Ким Филби кој пребегал од таму па кон Русија и така натаму, без разлика кон нив немам никакви симпатии и сметам дека се луѓе кои не треба да им се дава никаков супорт. Што се однесува до труењето, тоа исто големо знак прашање кој го отрул и зошто го отрул. Гледајќи ги последните филмови од типот на Век да Дог, на документарниот Loose Change, на искрцувањето на Иво Џима и така натаму, јасно е дека тоа може да го изработи и изработи било кој, особено некоја сериозна служба и од Западот. Ви благодарам. 30 секунди. Весна, прво сакам да ви честитам за изборот на прашањата. Ова прашање ја заокружува прекрасно темата, бидејќи сега не зборуваме за Америка и за НАТО, зборуваме за Русија и Британија. Така што можам да кажам дека случајот Литвиненко е од истата позиција на која што зборував за НАТО интересите или интересите на реал политиката на САД, е реал политиката, односно промената на реал политиката и влијанието на Путин, односно на Русија, во случајот на агентот кој што пребегал и што издал руски тајни. Во овој момент во светот сигурно има десетици илјади такви случаеви, но прашање е зошто овој случај беше толку многу актуализиран и што се случува генерално на светската политичка сцена. Проценувам дека станува збор за случај кој што западните медиуми, кои што се делумно инструментализирани, го прифатија овој случај за да перат прст кон Путин, кој што премногу акумулира и станува значајна фигура во геополитичките размери генерално земено во светот. Така што ова е против. Ви благодарам за 60 секунди. Ќе се вратиме на ова прашање. Петровски убаво се надобрза и заврши така, го заврши своето излагање дека ова е прстот вперен кон Путин. Моето следно прашање е колку е ова реакција на севкупното Путиново владење? Па, апсолутно да, е голема реакција и дечкото треба да се запраша што прави. Весна, уште едно вакво тешко прашање, мислам дека ќе повикам пријател. На телефон. Затоа што зборуваат дека станува збор за заладување реално на односите Лондон-Москва. Па очигледно дека се работи за тоа и како ќе заврши ќе видиме. Ја не сум експерт, не можам да коментирам. Не сте за шпиуни? Не сум за шпиуни, јас сум за чиста игра и фер плей. Добро. Можете да се надоврзате, господине Неделков. Ако да речеме вела дека сите ова е вперување прст кон владењето на Путин, што тоа значи во иднина? Па добро. Загрозен ли е тука рускиот претседател? Не. Прво Путин има јасен термин до кога ќе е претседател и потоа не може повторно да се кандидира. Он не е белоруски, туку руски претседател, така да ќе си остане до својот збор. Меѓутоа јасно е дека Путин ја врати силата на Русија. Русија е земја во светот со најголем инкам и најнезадолжена генерално збориме, за разлика, например, од многу западни земји. Мислам дека